новото издание на емисијата Гласот на Слободна Македонија. Добредовте во новото издание на емисијата Гласот на Слободна Македонија, неделник, при Македонскиот информативен центар од Канада. Поради техничките проблеми со звукот на претходното снимено видео, ова видео се преснимува. Во неделава што завршува, главни теми низ светските и во канадските медиуми се руско-украинскиот воен конфликт, COVID-19 кризата, како и тужбите поврзани со COVID мерките во Канада, парламентарната анкетна комисија, изборите за нов лидер на конзервативната партија, како и изборната трка во Алберта по оставката на премиерот и на Алберта и лидерот на Обединетата конзервативна партија, Джейсон Кени. Војниот судир помеѓу Русија и Украина не престанува, ниту пак интензитетот се намалува. Откако руската војска не успеа да го заземе главниот град на Украина, Киев, главните напори ги пренасочи своите како и ги насочи кон регионот Донбас. Како мерка на предпазливост, НАТО алијансата ќе распореди уште 40.000 војници на источното крило во Европа. Домашната подршка во Русија за војната опаѓа, а на тоа Путин одговара со построги казни за секој руски државјанин што ќе проговори против војната, како британските разузнавачки служби на украинската војска и се приклучила група на руски армиски израелтери, како и руски и белоруски доброволци, познати како Легија за слобода на Русија. Исто така, според бенери бараат азил на Запад. Спорото руско напредување е главна причина за ваквиот одлив на руските милионери надвор од Русија. Во знак на солидарност, но и за подршка на Украина, во Киев допатува делегација на ЕУ, на Европската унија, предводена од страна на францускиот претседател Емануел Макрон и германскиот канцелар Олаф Шолц. Додека војната бесне, се појавуваат разни ставови околу војната и во земји на ЕУ, како Унгарија и Италија, се обидуваат да ги натерат да изнадат дипломатско решение меѓу Украина и Русија. Од денеска, понеделник 20 јуни 2022 година, во Канада нема да има потреба да сте вакцинирани за да можете да патувате надвор и внатре во Канада. Имено, канадската влада донесе одлука да ја суспендира забраната за патување на сите луѓе што не се невакцинирани. Но, ако патувате надвор од Канада, а не сте вакцинирани, повторно ќе треба да се тестирате и да поминете карантин при влез во Канада. Премиерот на Онтарио, Даг Форд, на изминатите провинцијални избори, одржани на 2 јуни, доби втор мандат. Исто така, владата на Даг Форд, на провинцијалната влада, тужбата е за незаконско отпуштање на нејзината должност на порпоро во провинцијалната влада на Онтарио. Именно, државната чиновничка е отпуштена поради тоа што донирала пари во износ на $100 на протестниот конвој. Министерот за здравство на Канада исто најави дека наскоро ќе се менува дефиницијата за вакциниран. Ако имате примерно 2 вакцини, тоа повеќе нема да се смета дека сте полно вакцинирани. Туку треба да сте тројно вакцинирани. Пред канадскиот врховен суд се наоѓаат 4 тужби против COVID мерките, но и за нелегалното користење на законот за вонредна состојба. Меѓу тужителите кои се наоѓаат пред Врховниот суд се лидерот на Народната партија на Канада Максим Берније и Брайан, поранешниот премиер на Нјуфаундленд, исто така еден од писателите на канадската поvelба за човекови права и слободи, исто така познат како Уставен закон 1982 година, Брайан Пекфорд.
Останатите две тужби се од Канадската уставна федерација како и Канадскиот центар на уставни слободи. Врховниот суд одреди дека ќе ги сите 4 тужби ќе ги спои заедно и ќе ги сослуша на 19 септември 2022 година, а одлуката ќе ја донесе до крајот на декември оваа година. Деновиве во Канада, откако протестниот конвој на камионџиите беше брутално заглушен од страна на канадските власти, канадскиот парламент одржува сослушување за да се утврди законитоста како и уставноста за употребата на законот за вонредна состојба на кој се повика премиерот Џастин Трудо, со цел да се справи со протестите на камионџиите. Комисијата е составена од партиите кои се застапени во парламентот, исто така како и канадски сенатори, а комисијата предводи поранешен судија. Спротивно на тврдењата на разни министри и на самиот премиер Трудо, ниту еден од полициските спротивно на тврдењата на разни министри и на самиот премиер Џастин Трудо, ниту еден од полициските началници на ОТВ и на сојузната полиција кажа дека тие не барале распоредување на дополнителни полициски сили, како и за употреба на законот за вонредна состојба. По ова следеше објаснување од министерот за јавна безбедност Марк Менденцино, дека погрешно бил разбран. За да навредата стане уште поголема, клучните ресори признаа дека за време на трените на протестниот конвој, информациите ги добивале од телевизиските вести на CBC, на државната телевизија CBC. Опозицијата поради ова признание на министерот Марко Менденцино, опозицијата во канадскиот парламент побара негова оставка. Исто така во јавноста циркулира петиција за барање на негова оставка. Конзервативната партија на Канада е во потрага на нов лидер на партијата, кој ќе се избира од страна на поширокото партиско членство на 10 септември 2022 година. За победник се смета тој кандидат кој ќе освои потребното мнозинство гласови во првиот круг на гласање. Ако никој од кандидатите не успее да го освои потребното мнозинство во првиот круг, 50 плюс 1%, ќе се оди на втор круг, па на трет круг, се додека не се освојат потребниот број на гласови. Поранешниот премиер и лидер на конзервативната партија Стивен Харпер е единствениот политичар кој ги освои потребните 56% од гласовите во првиот круг на гласање. Ова се имињата на кандидатите за лидер на партијата, да почнеме од број 1. Пиер Полиев, Жан Шарест, Роман Бабер, Патрик Браун и Лезлин Луис. За подетални информации како и да се запознаете со инфопрограмите на сите кандидати, ќе го ставам линкот до интернет страницата на конзервативната партија во описот на ова видео. Според изборниот комитет, кој е задолжен за спроведување на изборите, изјавија дека за овие партиски избори се продадени 600,000 нови чланарини. Во поглед на продадени членство, на прво место е Пиер Полиев со продадени 300,000 нови чланарини. Рокот за закупување на членство истече на 3 јуни 2022 година. Според
анкетите на Лежер и на Абакус Дата, помеѓу членовите на конзервативната партија главен фаворит е Пиер Полиер, кој избора на 44% од испитаниците, додека второ пласиран е Жан Шарест, кој има 14% или 14% поддршка од членството според Лежер или 23% според Абакус Дата од или 23% според Абакус Дата. Исто така, во потрега на нов лидер е и Обединената конзервативна партија на Алберта. Иако му беше изгласана доверба од страна на неговото членство, премиерот на Алберта и лидерот на партијата Джейсон Кени поднесе оставка на функцијата премиер и лидер на партијата. За наследник на Джейсон Кени ќе се гласа на 6 октомври 2022 година. Ако ви се допаѓа содржината на оваа програма, дајте еден лайк. Ако ви се допаѓа содржината на нашиот YouTube канал и сакате да се препратите, стиснете го копчето subscribe. Ако сакате да ставите коментар, повелете. До следното слушање, довидување.